Позната стратегија за неуспешно сценарио. Вака дел од аналитичарите ги коментираат изјавите на ДУИ, односно Бујар Османи, упатени кон ВМРО ДПМН и лидерот на партијата Христијан Мицкоски, кој според интегративците бил албанофоб. Новинарот Цветин Чилиманов за Алфа вели дека не е прв пат партијата од Мала Речица да се служи со ваква реторика, да посегнуваат по картата на национализам за да добијат глас повеќе на предстојните избори. Чилиманов смета дека во недостиг на проекти што можат да ги покажат како нивна работа, оти без малку 2 децении беа на власт, тие користат празни зборови. Навистина нема зашто друго да зборуваат освен за на националната карта да се обидат уште еднаш по 100 пат на албанците, на гласачите им продадат приказната дека Али Ахмети е некаков херој, воен, дека само тој ги застапува албанските интереси и така натаму и повторно да се обидат да се протнат и на овие избори да имаат некаков резултат со кој што потоа ќе бараат да бидат дел од владата со истите тие албанофоби и националисти како што велат. Доколку навистина ДУИ сметаа дека ВМРО ДПМН се албанофобна партија, тогаш се поставува прашањето зошто, барем според кажувањата на лидерот на ДПА, луѓе блиски до Ахмети молеле да бидат дел од власта, откажувајќи се дури и од првото собраниско столче. Зашто не слушаме дури од релевантни нивни до вчерашни коалициски партнери како Мем Духтачи дека буквално молеле да бидат дел од владата, дека по било какви, зашто под било какви услови била спремни да прифатат да влезат во владата со ВМРО, сега излегуваат со такви приказни дека паралелно го напаѓаат ВМРО дека наводно била непријатели на албанците. Инаку вчера Османи истакна дека првиот човек на владата бил албанофоб, ги мразел албанците и ги тргал од институциите. На овие обвинувања Мицкоски му одговори дека не бил албанофоб, туку криминалофоб и најави борба против, како што вели, политичарите што во политиката влегле како голтари, а излегле како милионери. И додека дел од опозицијата се обидува да ја префрли дебатата на етничко тло, партијата на Мицкоски најавува расчистување на криминалот и одговорност за секоја украдена пара.